И како што најавив, историчарот Михајло Миновски е со нас во студиото. Господине, имавме можност да проследиме од прилозите, од изјавите на политичарите. Денеска нешто подолу ќе видиме и за историчарите, и тие денеска излегоа со свој став. Вашите колеги се чини дека политичарите се поделени, но историчарите се едногласни. Ова е штетен договор за Македонија. Кој е вашиот став? Па секако дека и во ова реакција до сега што ја слушнавме, тоа потврдува или посведочува дека навистина се работи за еден непримерен договор, за навистина многу штетен за Република Македонија како држава, меѓутоа се разбира за македонскиот народ, за македонската нација и она што е најважно, се задира во работи кои што не влегуваат во доменот на регулирање со вакви меѓудржавни договори, како што е тоа случајот со историското минато на македонскиот народ. Бидејќи се работи за договор меѓу Бугарија и Република Македонија, ќе нагласам, бидејќи ние ја следиме целокупната историја, се разбира, покрај нашата и на соседните држави, па според тоа досега во сите оние договори што ги подпишала Република Бугарија со други држави, особено со балкански држави, низ целиот период, оној од новата бугарска држава, се разбере современата бугарска држава, ваков пример на договор не постои. И она што е најбитно, ми се чини дека завлегуваат двете влади во работи кои што не треба тие да ги регулираат. Тоа е историското минато, тоа е прашање на науката, на научните работници од двете земји, а не на политичарите, ниту на владите. Во овој случај сме доведени во ситуација дека владата наша, и се разбира заедно со другата влада, го ревидираат практично историското минато, односно донесуваат одлуки како треба да се толкува и објаснува историското минато. Нашето македонско историско минато се завлегува, се разбира, во идентитетските прашања, се она што е најпроблематично во овој договор. Она што би требало да, по моје мислење, се разбира, ние заедно со другите историчари го изнесовме својот став, прерано е да се подпише еден ваков договор. Прво, ако се работи за договор за пријателство и соработка, пријателството и соработката на било кој план не се одредува со обврзувачки договор, туку тоа со добра волја се разбира на двете народи, односно на двете држави. Тоа укажува дека се работи за посебен случај или преседан или наметнување на Република Македонија договор кој што задира во суштината на битот на македонскиот народ и во темелите на македонската држава. Од тие причини овој договор би бил ваков како што е сега, е неприфатлив и најдобро би било да се одложи неговото подпишување и целосно се ревидира, да се усогласи онака како што е тоа вообичаено за меѓудржавните договори, кога се работи за прашање на односи современи, сегашни и оние што треба во иднина. Меѓутоа, без да се завлегува во она што значи домен на историската наука, на лингвистичката наука и се разбира другите дисциплини. Ние никогаш не можеме да се согласиме со бугарските историчари, бидејќи се работи за нив, па според тоа се друго би било да ни се наметне нас режим на начин на кој што треба да ја толкуваме нашата историја. Но Бугарското народно собрание денеска го прифати и тоа со чинам 206 гласа за, без ниту еден воздржан и без ниту еден против. Дали ова значи дека на Бугарија и одговара ратификација на овој договор? Апсолутно. Бугарија работи откако е создадена бугарска држава, токму да се постигне еден ваков, условно речено, договор, затоа што дури откако е создадена македонска држава, можеше да се постигне договор каде што ние ќе преземеме обврски како држава, а додека другите подпишуваат договори за нас, за Македонија, тогаш беше сосема друга состојба, тоа беше ирелевантно. Сега е работата да македонските политичари, македонската влада превземе обврски она што сака да го постигне другата страна. Да погледнеме и околу... Уште нешто би додал. А колку е тоа штетно? Бугарија има, како викаме, нели, заедничко минато. Прво, ние немаме заедничко минато. Доколку го имаме заедничко минато, како што го имаме со грците, со бугарите, со сите соседни народи.
Впрочем, заедно, ние и бугарите и србите сме имале многу подолго заедничко минато со грците, заради грчката цариградска патриаршија, и да не ги образложувам другите работи, отколку што сме имале меѓу себе. Во случај, значи, не се работи за нешто друго, туку за остварување на одредени политички интереси. И не може да се толкува дека Бугарија ќе превземе обврски сега на вистина да се грижи, односно да застапува за Македонија пред Европската Унија или, да речеме, Европската комисија, или пак во случајот кога се работи за НАТО. Затоа што кај ним, да речеме, историските специјалисти, дипломати и другите изработи една стратегија за политиката што треба да биде спрема Македонија, во која што изричито се вели дека ќе се контролира се што се случува во Република Македонија врз основа на овој договор и за секое отварање било какво поглавје, нивниот извештај ќе биде релевантен во Европската комисија, дали Македонија може да продолжи со преговорите или не. Значи, ние сме во практично сега уценета држава со наметнат меѓудржавен договор, кој што навистина директно на штета на националните и државни интереси. Но имаат ли слух властите за она што историчарите го упатуваат како порака? Морам вака одлично мојот став и одлично искуство. Ми се чини дека во еден период досега, во претходниот период, подолг период, го има предвид. И затоа и не е подпишан договорот. Сега, сосема друга состојба. Од нашата условно фела историчарите, колку што ја знам, ние таму сме, ове кај што реагираме се 30-тина, така да речеме, никој не е консултиран за таква работа, ниту е прашан, едноставно владата се одлучила дека ќе подпише ваков договор како што ние го имаме пред нас. И тоа е тоа најстрашното. И второ, дали во овој случај превзема обврска владата? Еве карактеристичен пример што често го поставија нашите политичари. Ние имаме, на нас не се наметнува обврска. Она што беше уште со декларацијата што е подпиша некогашниот премиер Љупчо, дека немаме македонско малцинство таму и дека оваа држава иако уставно е обврзана да се грижи за припадници македонците од малцинствата во соседни држави, нам со овој договор ни се забранува такво нешто. А обратно, значи нема обврска на Бугарија да не се меша во внатрешните работи. Тоа е едната страна на работите. Второ, таму стои за државјани на државите. Сега Бугарија ќе го злоупотребува, тоа треба да го има по широката јавност и политичарите. Тие искористија на со себе тоа една долгорочна стратегија врз основа на една доктрина, дава масовно државјанства на нашите луѓе за да можат да одат надвор или да студираат таму, и то привилегирано. Македонците студираат во бугарските универзитети. Од ним ќе се создава лоби во Македонија која што треба да се грижи, и бугарска држава сега добива право со овој договор се грижи за државјаните на Бугарија во Република Македонија. Значи сите оние што добија државјанство, тие се државјани на Република Македонија. Утре Бугарија ќе го постави, јас верувам дека за кусо време после ова ќе го постави во уставот на Република Македонија се внесе бугарското малцинство. Без оглед колку се може тројца да бидат бугари, декларирани, а ќе бара да се измени уставот на Република Македонија. Значи, ние превземаме страотни обврски, а додека не добиваме ништо. Мора да има реципроцитет. Ако тие се грижат за државјани, бугари овдека во Македонија, исто тоа е право нормално, право природно и со сите меѓународни конвенции да ние се грижиме и уставна обврска да се Република Македонија грижи за македонците во соседството. Одиме понатаму да погледнеме и за она што се случуваше денеска. Беа упатени неколку пораки од вашите колеги. Да споменам само дека Бугарското народно собрание едногласно ја усвои декларацијата за договорот за добрососедство со Македонија, како што впрочем веќе и споменавме. 206 пратеници во собранието гласаа за, без ниту еден глас против или воздржан. Во Македонија пак партиите поделени, но историчарите обединети за договорот за добрососедство. Сметаат дека договорот во ваква форма е штетен за интересите на Македонија и тој не треба да биде подпишан.
Дел од историчарите во земјава го дигнаа гласот против договорот за добрососедство и пријателство меѓу Македонија и Бугарија. Сметаат дека со него Македонија се ставала во подредена улога. Посебно спорен бил делот кој според нив, како држава сме се откажали од македонското малцинство во Бугарија. Велат дека досега низ историјата не сретнале ваков пример на договор за добрососедство, во кој се фаворизира една држава на сметка на другата. Видовме дека во договорот воопшто не се споменува македонското малцинство во Бугарија, што значи дека договорот е штетен во тој поглед за македонскиот народ, затоа што ништо не е променето од оно што беше во декларацијата од 1999 година. Договорот со Бугарија не само што е штетен за македонските национални интереси, туку тој е катастрофален. Катастрофален за тоа, пошто во преамбулата на договорот се зборува за заедничка историја. Заедничка историја. Овој договор, како што може да го видите, не е реципрочен, туку е нереципрочен. Создава обврски само за едната страна и значи недостасува еден елемент за да го наречеме меѓународен договор. Поред македонскиот закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори, владата не е надлежна. Иако ние видовме вчера еден документ од врвните македонски историчари кои што кажуваат јасно дека овој договор е штетен. Со реакција за договорот излези професорката Каракамишева и таа смета дека тој е штетен за земјава. Вели дека по новата македонска историја не паметела ваков сличен или ист пример на договор, како што го нарече лажњак, а смети дека се во него било во корист на Бугарија. Посебно дискриминаторен и погубен е членот 11 став 5 од договорот, каде на јасен и експлицитен начин македонските власти се откажуваат од суверенитетот и од независноста на Република Македонија како држава и од Уставот на Република Македонија, се откажуваат од грижата на државата кон македонското малцинство што живее во Бугарија, што е обврска која произлегува од Уставот на Република Македонија, но и обврска што произлегува од меѓународните документи. Договорот има 3 подметнати кукавички јајца поради кои бугарските власти толку инсистираат и толку ликуваат да биде потпишан. Прикриени со општо познати и прифатени меѓународни вредности и принципи, овие 3 кукавички јајца треба трајно да ја уништат посебноста на македонскиот народ и идентитет, автохтоноста на македонската историја и суверенитетот и интегритетот на македонската држава како независен меѓународно признат субјект. Во меѓувреме од Софија пристигна информација дека тамошниот парламент акламативно, без ниту еден глас против, го ратификувала договорот. Пред некој ден тој беше и представен на тамошната јавност, па барем од бугарска страна сега нема ниту една пречка тој да биде потпишан на 1 август. Господине Миновски, памети ли по новата македонска историја некој ваков сличен договор? Не само македонската, туку и во регионот, па дури пошироко, таков договор не е забележан, мислиме, не е регистриран. Ова е навистина посебен случај или специјален договор кој што излегува од рамките на оние што е нормални договори меѓу две држави. Во самиот почеток исто така се работи, да речеме, вели се подпишува договор за пријателство и соработка. Има еден договор Бугарија што го подпишала за пријателство. Тоа е пред Втората светска војна за вечно пријателство, точно е со Југославија, со монархистичка или кралска Југославија. Меѓутоа треба да се бри по 2-3 години почна војната и Бугарија ја окупира, се разбере, и Македонија и поголем дел од Србија. Според тоа, прво тоа е релевантно подпишувањето на договорот. Меѓутоа последиците се од ваков еден договор, затоа што ние сме прифатили еден таков договор. Тоа е сложеноста, тоа е тежината. Доколку се работи за подпишување на договори меѓу други држави, што не засега нас, тога и тоа не е така страшно како што во случајов се работи. И затоа, бидејќи се работи за таков договор, сега доблеста треба да биде на политичарите. Тие да ја сватат сета сложеност на проблемот, далекосежните последици што ќе произлезат. Истите тие ќе ни се наметнуваат нас од сите соседи. Впрочем, бугарите не кријат. После овој договор координирано ќе настапуваат кога ќе дојде доколку и тие сметаат дека сега се врши еден притисок за Република Македонија да ги почне преговорите да биде примена во НАТО и во Европската Унија. И тие координирано ќе настапуваат, тие има договор со грците, а тука ќе биде и Кипар, а уште некои други држави кои што постојано ние под мониторинг ќе бидеме и извештаите што ќе ги поднесуваат Бугарија ќе биде составен дел
на извештајот што ќе го изработи Европската комисија. Тоа значи ние никогаш не ќе можеме, ако се грижиме за нашите собствени интереси, тога никогаш не ќе можеме да напредуваме во преговорите за Европската унија. Тоа е најстрашното. Сите тие работи треба да го има предвид, особено пратениците кога треба, се разбира, не може да се влијае на владата, предпоставувам дека е таа завршена работа, меѓутоа тука е пратениците кои што треба да извршат корекции. И навредливо е уште да речеме дека народите на Република Македонија. Ние не сме обединети нации, нели? А тоа имплицира нешто друго. И исто така, целиот корпус практично и нема некој член од договорот кој што би бил поволен. Освен декларативното дека едните и другите изразиле добра волја да соработуваат, да ги напредуваат односите, да воспоставуваат економски односи, сообраќајни врски. Тоа се регулира со други договори, не се регулира со договор од ваков тип, кај што директно задира во идентитетските прашања, во минатото, во темелот на државата. Тоа значи, ние признаваме дека Република Македонија е вештачка творба, која што е создадена од некого, тие како што често се и во науката и во политиката, дека Титова вештачка творба и дека јазикот не постои, дека тој е практично дијалект на бугарскиот јазик, меѓутоа со уставот кој што го наметнала, кој што го донесла Југославија, бившата Југославија, ние имаме јазик именуван како македонски и затоа сега овие инсистираат, за да може да се покрива на историско минато, дека на јазик македонски според уставот на државата. Тоа е тоа најнеприфатливото. Борисов на 1 август доаѓа во земјава со цел да се потпише договорот, ќе присуствува и на одбележување на празникот Илинден. Ваша специјалност е токму бугарско-македонските односи. Доколку вие би имале можност, што би смениле, што би додале во овој договор за да биде фер, зборувам за двете страни? Не може да биде било каква измена да се направи, не може да биде фер договор. Само може да биде нов договор. Нов договор кој што ќе поаѓа на она што е современ пристап во регулирањето меѓудржавните односи. Овие две влади може да договараат само она што е денес и што треба да следува. Меѓутоа не може да завлегува во она што значи историско минато, во она што значи темел на државите и затоа нема што да се менува. Единственото добро е последната одредба дека тој може да се менува или да престане важноста кога ќе откаже една од државите. Се друго треба да се менува. Од преамбулата до последната одредба. Ви благодарам за гостувањето во вестите на телевизија Нова. Одиме понатаму.